Бидете внимателни. За една година 43 граѓани пријавиле измама со брзи кредити. Измамниците се повторно активни на социјалните мрежи. Ке ви пишат, ке ви побараат или ке ви понудат помош, ке бидат учтиви и на крај од вас ќе успеат да ја добијат личната карта, фотографирана од двете страни и вашиот здравствен број. Со овие податоци, измамниците ќе аплицираат за брз кредит во ваше име и ќе ве заглават со десетици илјади денари. Од МВР за Алфа вела дека во периодот јануари-февруари 2023 година на територијата на државата регистрирани се 27 кривични дела злоупотреба на лични податоци, за кои по превземените мерки и активности кривично се пријавени 23 сторители. Во 2022 година евидентирани се 43 случаи на измами со брзи кредити, во врска со кои се преземени мерки и активности. До надлежните во основното јавно обвинителство поднесени се 16 кривични пријави и 24 писмени известувања, при што во рамките на расветлените случаи пријавени се 24 сторители, а поднесено е и едно известување до оштетено лице за поднесување на приватна тужба против откриен сторител. Последен од низата е случајот со родителите на малиот Тео, за кого се собираа донации за лекување во Србија. Наместо донација, тие добиле известување за одобрен брз кредит за купување на бела техника. Никој не е рачунал дека ќе падат на толку ниско ниво да злоупотребуваат некои работи што за деца е болни. Тоа е стасано на телефона на сопругата, дека е одобрен кредит од 72.000, не знам там за некој си климовар. Алармот е вклучен. Бројот на измамени лица се зголемува, но се уште властите не најдоа решение за построга контрола при доделување на брзите кредити и злоупотреба на податоците за добивање на истите.